Да продолжиме со решавање на задачите за интерен испит по информатика, практичен дел. Отворивме CodeBlocks, Create a new project, Console application, Go, Next, C++ да е одбрано, Next. Забележете овде дека фолдерот во кој што се снимаат моите програми е инсталациони програми задачи C++. Кај вас веројатно е тоа некој друг фолдер. Ќе ви кажам сега зошто, да го забележите ова. Еве овде ставам некое име, на пример интерен 5-та задача. И имам ставено интерен 6 нека е. На плусчето main CPP. Значи не е важно, еве отворив нова задача. Сега, за да не ми се вклучува Avast на секој извршување на програма, одам во Avast, во Settings, Exceptions, и ќе додадам овде исклучок, Add Exception, File Folder, и ја барам папката кај што се снимаат моите C++ програми, еве ги овде задачи C++, и додавам тука исклучок, за да спречам на секое да ми се отвора Avast. Ајде сега да ја решиме задачата. Напиши програма која за даден цел број ќе провери дали е парен или е непарен и ќе прикаже соодветна порака. За да биде бројот парен или непарен, овде прво да декларираме цел број, int, еве а нека е целиот број. Треба да внесиме вредноста на а. Така. Внеси цел број. Со ова ја прочитавме вредноста на бројот и сега треба да испитаме дали е парен. Претходните задачи што ги решававме беа со редоследна структура, односно се извршуваа чекор по чекор од почеток до крај по онај редослед по кој што сме ги напишале наредбите. Сега имаме овде услов. If, за да видиме дали А е парен, треба да провериме дали кога го делиме со 2 дава остаток 0, односно дали е делив бројот со 2. А процент служи за наоѓање на остатокот при делење на два броја. Ако остатокот на делењето на А со 2 е 0, значи дека бројот е парен. Во тој случај, отпечати порака бројот, и сега можеме и да го ставиме овде бројот, а вредноста е парен. Воспротивно, тоа е наредба else. Ќе го ископирам ова за да не го пишувам пак. Држам на контрол и само ќе повлечам долу. Бројот А е непарен. Ајде да видиме дали работи. Внеси цел број, на пример 6. Еве, бројот 6 е парен. Ако внесам друг број, еве, нека е 5, бројот 5 е непарен. Значи ми работи програмата во двата случаи и забележете кога имаме кога имаме услов, односно разгранета структура, не се извршуваат сите наредби од кодот, туку се извршува кога ќе дојдеме до овој дел или случајот кога е исполнет условот или наредбите кога условот не е исполнет. Еве уште еднаш да тестираме. Пример, бројот 53. Еве, бројот 53 е непарен. Ако ставиме
број, парен број 88 ми дава дека е парен. Значи никогаш нема да се случи да се отпечати и бројот е парен и бројот е непарен. Ќе се изврши или едниот дел од кодот кога е условот исполнет или другиот кога условот не е исполнет.